Така е, Маријан, како што спомена и ти, нели месец октомври е месец на подигнување на јавната свест за дислексијата. Исак Њутон, Алберт Ајнштејн, Томас Едисон, Стив Џобс се само дел од познатите личности низ историјата кои што имале дислексија. Дислексијата всушност представува тешкотија при читањето, пишувањето и спелувањето. Но како ќе се одбележи овој месец и како се манифестира оваа состојба, утре заедно со мене го имам Дамјан Николовски, кој што е председател на Сдруженијето за дислексија Ајнштејн, кој што ќе ни ги каже сите работи поврзани и сите настани кои што ќе се одржат во овој месец октомври, месец на подигнување на јавната свест за дислексијата. Добро утро, Дамјан. Добро утро. Најпрво кажи ни што представува дислексијата, како се манифестира и кои се симптомите. Многу убава најава да е за дислексијата. Најопшто прифатена дефиниција е дека дислексијата е состојба при која што мозокот различно ги процесира пишаниот или говорниот јазик. Истата се манифестира преку тешкоти со читањето, тешкоти со пишувањето или спелувањето, односно учениците со дислексија имаат проблем кога читаат. Многу често знаат да ги спуштаат буквите при читање, да прават замена на буквите или многу често да ги видат првите две букви, да кажат сосема друг збор од тој што е напишан, затоа што нивниот мозок работи многу побрзо во однос на мозокот на останатите луѓе. Така, има ли различни нивоа на дислексија? Да, има. Имаме послабо ниво на дислексија и малце поизразено ниво на дислексија, меѓутоа генерално знаците за препознавање се тие, само што кај оние кои што имаат поразвиената форма на дислексија малку повеќе се манифестираат истите тие знаци. Како ќе се одбележи овој месец октомври, какви се активности имате предвидено вие од Сдруженијето? По повод овој месец имаме предвидено неколку активности. Започнавме со панел дискусијата употребата на медикаментите при третманот на дислексијата и психолошката слика на дислексичарите. На 8 октомври имаме панел дискусијата за образовните предизвици на дислексичарите. На 20 октомври организираме семинар за практични алатки при работа со учениците со дислексија и во соработка со Capital Mall ќе распишеме конкурс во основните училишта во општина Аеродром, каде што учениците ќе може да цртаат на тема дислексијата е дарба. Истите тие цртежи ќе бидат изложени во Capital Mall, а потоа ќе следат и бројни награди. Ќе најавам дека и кон крајот на октомври ќе имаме исто така и бесплатно предавање за дислексијата наменето само за родителите и при крајот на октомври завршна конференција исто така за дислексијата. Колку е важно на време да се открие дислексијата? Една од најважните работи кои што треба да се исполнат за да имаме здрав психолошки развој кај децата, да имаме правилен општ развој на децата, е таа да се открие навремено, затоа што доколку не се открие навреме може да настанат голем број на психолошки последици кај децата, деца кои што ќе бидат со изгубена самодоверба и деца кои што ќе бидат со големи фрустрации, исто така кои што нема да може да успеат во образовниот процес. Токму затоа е многу битна раната детекција, односно препознавањето на дислексијата во оделенската настава. Значи, нека можеби прво и второ оделение се уште е рано, меѓутоа во трето оделение, доколку наставниците забележат некои знаците на дислексија кај ученикот, треба да ги информираат педагошко-психолошките служби во училиштето и да ги информираат родителите на учениците. Ти како председател си и лице со кое што има дислексија, како кај тебе беше манифестирано и кога ја откри дислексијата и како се бориш да речам на некој начин со нејзе во текот на животот? Јас мојата дислексија открив многу доцнат кога почнав да работам во Сдруженијето, меѓутоа тоа биле тие знаци за кои што јас не сум бил информиран дека можеби се знаците на дислексијата. Секогаш сум имал слаб успех во училиште и многу потешко ми одел училиштето во однос на наставниот материјал, во однос на останатите ученици. До ден денеска имам проблем при пишувањето, знам да испуштам букви, знам да ги преместам буквите и секако мојот ракопис не можам ни јас самиот да си го разберам. Меѓутоа, од една страна може дислексијата представува состојба која што нуди бројни таленти кај учениците со келицата кој што ја има, така што јас кажувам токму поради раната детекција кај учениците може да се направи токму тие таленти да излезат на виделина за разлика од сите оние негативни последици кои што ги носи дислексијата. Си
Ипак нели знаеме дека не е ништо страшно, имаме многу успешни историчари, луѓе кои што имаат навистина направено нешто за кои што се зборува во светот, како што ги споменав нели Исак Њутон, Алберт Ајнштеин, Александар Бел и уште многу други тука нели во поново време и Стив Џобс, човек кој што имал дислексија. Имаме ли во Македонија бројка на луѓе регистрирани со дислексија? Официјална бројка за бројот на дислексичари нема, меѓутоа ние имаме како здружение направено истражување, на пример од околу 2700 средношколци од цела Република Македонија, пошто кај испитаниците се докажа дека знаците на дислексија се застапени кај 12,2 од вкупниот број на испитаници, што е бројка која што ја очекувавме и е во рамки на светските статистики дека светското население некаде 10 до 15% од лицата од населението се соочува со дислексија. Како да може да се надмени, дали воопшто нели се надминува оваа состојба? Дислексијата е доживотна состојба. Меѓутоа постојат најразлични методи, постојат стручни лица кои што работат на третмани на истата, за истата се коригира, односно да се намалат знаците и да се истакнат талентите на дислексичарите. За жал во Република Македонија бројот на стручни лица е навистина мал. Се надеваме дека во иднина и тој број ќе се зголеми за да може да се задоволат сите потреби на дислексичарите. Веројатно и вие нели како здружение се повеќе и повеќе работите на промоција, да кажам на некој начин, на оваа состојба и на тоа да луѓето се повеќе и повеќе нели родителите ги откриваат овие работи кај своите деца. Да, секако. Значи, нашата примарна цел е да подигнеме јавната свест, затоа што пред да се формира здружението во нашата држава воопшто не се зборуваше за дислексија, ниту пак беше познат поим. Така што населението е доста информирано, но секако токму овие активности се тоа што треба и кои што треба понатаму да се прават за да се подигне целосна свеста на населението за дислексијата. Имаме уште долг пат да изодиме, меѓутоа се надевам дека сме барем досега во добра насока. И како Дамјан живее со дислексија? Јас живеам супер. Стварно навистина ми е супер. Немам проблем, тие се некои ситни проблеми кои што јас ги прифаќам многу често на смеа, се шегувам на моја сметка затоа што не можам да кажам дека се соочувам посебно сега на овие години со некои сериозни проблеми. Секако дека има некои трауми кои што се останати од минатото, заради третманот кој што сум го добила од страна на најмногу на наставниците, меѓутоа сето тоа со текот на времето исчезнува, и тоа е многу битно затоа што секој дислексичар на светот е различен, нема да се најдат двајца исти дислексичари, така што многу е битно раната детекција и многу е битно да се посвети внимание на психолошката слика на дислексичарите, затоа што секој човек е различен карактер и секој различно ќе се соочува со оваа состојба. Дамјан, ти се заблагодарам за одвоеното време вешто со гледачите на утринската програма на Сител. Споделивме, може да узнаа нешто ново, слушнаа нешто ново за дислексијата, како се манифестира, но и како ќе се одбележи нели овој месец октомври, месец на подигнување на јавната свест за дислексија. Благодарам Ивана и на вас на поканата и навистина ни од големо значење што медиумите покажуваат активност и интерес за оваа тема, затоа што само тоа е единствениот начин на кој што можеме вистински да подигнеме јавната свест за дислексијата. Да, Дамјан е еден од многуте примери во нашата земја кој што докажува и покажува дека дислексијата не е ништо страшно, туку едноставно дека може да се живее, да се работи, нормално да се функционира, нели, иако имате дислексија, се разбира, нели, треба навремено да се открие, за да знаете дека ја имате оваа состојба и да знаете како понатаму во текот на животот да ја негувате и да се справувате со неја.